самите ние треба да се поставиме онака како што сакаме да бидеме третирани од општеството. Ако јас се поставам како душичка и како леле, јас греото сум и не можам ништо да правам и тоа е и судбината мене ми е таква каква што ми е и ќе си седам дома и ќе си плачам, така ќе ме третираат сите. Проблем на системот, затоа што вообичаено лицата со попреченост не се гледаат надвор и луѓето мислат дека не постојат и кога ќе видат некој се зачудени. Мислат дека е тоа нешто ново, нешто специјално, нешто посебно. Не, треба да се однесувате најнормално, како што се однесувате меѓу себе со било кој, да кажам, во наводници, нормален човек. Треба да се да земеш млеко од доилка, да си ги намачкаш очите и така ќе прогледаш. И јас во моментот само и реков, избрав до 100, мислам дека, за да не се расплачам во тој момент, пошто тоа ми беше периодот кај што секој коментар ме погодуваше. И само реков, фала ви многу да не бевте вие, стварно не знам како ќе си го најдев лекот. Излегов од автобусот, идов дома и мислам дека 2,5 сати плачев. Зашто цел автобус се сврта на кај мене, да види кој е тоа гревче, нели, кој што треба да се намачка со млеко од доилка или да оди во манастир, пошто и такви коментари сум добивала. Јас мислам дека треба сите да бидат запишани во редовно образование, ако ме прашувате мене, затоа што ако се бориме, нели, за инклузија, инклузијата е тоа, дека треба сите да учат во редовни училишта и да имаат услови за тоа, затоа што така, нели, се социализираат и така и нивните соученици ќе знаат уште од мали дека има некои дечиња кои што се поразлични од нив, на кои што можеби во одредени ситуации има потребна поголема помош. Нема поента зашто да се тргаат во посебни училишта. Врска со тоа, знам дека веќе некои учебници ги имаат веќе направено во аудио формат. Знам и дека дури лектири, ако не се лажам, не сум сигурна, почнуваат да ги вработуваат и стварно се надевам дека тоа во скоро време ќе се промени, затоа што тоа ќе биде многу олеснителна околност за наредните генерации што доаѓаат. Значи, мајка ми лекциите што ми беа за учење ми ги читаше на диктафон, па потоа така учев, а потоа за повторување, нели, на истите ми помагаше она. А
за пишување домашни исто така, јас ги пишував на Брајево писмо, па потоа она ги преведуваше на видно за да можат нели професорите да ги прочитаат бидејќи не го познаваат Брајевото писмо. Добивав бесплатни учебници, меѓутоа јас немав никаква корист од тие учебници лично и побаравме тогаш од Министерството за образование да ни ги дадат учебниците во аудио издание и тие ни не одбија со образложение дека немале обезбедено авторски права за такво нешто и дека јас сум една во редовно образование. Имаме патека во парк, супер, браво, имаме патека во парк. Јас во парк како да дојдам? Треба некој да ме донесе до парк, па после ти во парк таа патека од 150 метри што е одија и толку, не мораш повеќе да одиш. Доста ти. Значи луѓето не знаат. Треба да се информираат луѓето за што се тие патеки и тие патеки треба да ги има низ целиот град, не само низ целиот град, низ целата држава треба да ги има, пошто ние не сме само во Скопје, нели? Целиот тој процес е нешто кое што дефинитивно треба да се направи да биде достапно кај нас, меѓутоа мислам дека во овој момент тоа доста тешко затоа што прво и основно со тоа куќа треба јас да можам утре да влезам во продавница или да влезам во автобус или во такси, да тргнеме од моментот дека колку се кафичи кај нас кај што можеш да седнеш со куќа. Прво и основно треба тука да се смени свеста кај луѓето и да се објасни која е функцијата на куќа водич и дека тоа куќа треба да смее да влезе сегде. Звучни апарати што се за притисок за шеќер и така слично, мислам дека кај нас воопшто и ги нема, се нарачуваат од надвор, што е дополнителен трошок, што самото тоа нели си бараат тука и царини и 300 глупости. Имаше лани во Црвен крст донесоа, мислам дека од Бугарија, ако не се лажам, 50 беа апарати за притисок и за шеќер и сега ние 50 луѓе добивме од нив апарати за притисок и шеќер, а што е со останатите? Немаат никакви нити услови, нити им дава фондот финансиски средства, нити ништо. И сега ако индивидуално некој тоа се снајде да си го овозможи, ќе си го овозможи, ако не, тоа е тоа. Државата ништо нема да му даде. Меѓутоа и тука се судривме со доста проблеми, затоа што кај нас па никој не ја познава таа програма, па имавме проблем со тоа како на кој начин да почнеме да ја употребуваме, затоа што тука ни беше потребен човек кој што знае и компјутери и музика. Некои луѓе и се понудија, меѓутоа кога ќе го видеа програмот им беше сосема непознато и веднаш се откажуваа. Јас мислам дека ако некој учествува во менувањето на политиките, треба да му биде приоритет да работи за сите, а не лично. Ама кај нас е проблемот уствари што сите си работат само за личен интерес. Јас сум човек што сакам да имам можност да го сменам светот, ама не сакам да бидам вклучена во политика, така што јас ќе се фокусирам на тоа да го менувам светот преку уметност. А што би сменила, па не знам, многу работи би сменила, човештвото би го сменила, сам дека пред се. Кој би можел?